Драги мои, добре дојдовте во уште едно дислоцирано издание на вашиот и наш подкаст Ништо лично. Верувам дека веќе забележувате во предвечерието на големиот јубилеј 40 години Макфест, одовде од Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Имаме специјално Макфестовско издание и тоа не со било кого. Со човекот чија кариера токму магично започна од овде, кариера која беше повеќе од блескава, човек кој е еден од новите предводници или предводниците на новата генерација, не само изведувачи, туку и композитори, човек кој напишал, ако кажам, дузина хитови е малку, веројатно се повеќе до дузини хитови, но човекот кој стоел и за разни проекти, како организатор, како човек кој ги бркал и менаџерските работи, човек кој пишувал, работел во студио, самиот пеел, изведувал, правел видеоспотови, што ти не. Последниве години не живее во Македонија, замина некаде преку големата бара, живее и работи во Канада, но Македонија е Македонија. Од родната земја не се бега, особено некога неговата помош е потребна и неопходна за да се направи вакво гламурозно издание. И не само ова јубилејно 40-то, туку изминативе години. Човек кој е, можам да кажам, душата и срцето на програмскиот совет или не знам како веќе се вика тоа тело, уметнички совет на Макфест, и ја користам оваа прилика да му кажам добар ден и добре дојде во Ништо лично на JJ Јован Јованов. Здраво, добро те најдов. Од секогаш си бил добар за најави. Драго ми е да е така. Да. Ајде колку ќе бидеме и добри за муавет сега. Да, бе сме. Така, знаеш како велат, последната работа, наша работа е и прва. Макфест 40 години, сега ако те вратам таму пред 20 и колку беше? Многу е, ќе откријат колку години. Да ги криеме. Да, 27. 27-8 години, така помина од тогаш. Лет на времето, мајку му. Истата сцена, исто место, истиот бекстејдж, истата сала, истиот човек само... Првпат кога аплицирав на Макфест да беам, имав 15 години. Така, само во друга улога сакам да кажам се. Улогите се менуваат, ама музиката и хитовите остануваат. Како ти се чини од твојот прв настап до последен настап за... Па види, некои, да, нормално, работите се менјаат, луѓето се менуваат. Јас памтам кога сум бил на пресот во оваа сала пред многу години, тотално биле различни фаци, можеби 2-3 останали исти. Генерално сега е све ново. Како се вика, некои работи се не многу изменети. Некои се вечни. Некои се вечни. Јас се надевам дека општината еден потек за иднина можеби ќе најде некои фондации да реновираат салата, да направат, значи да се смени нели дали тепици, дали страните и да се малце измодернизира за да имаме уште нели поубави сцени на располагање и направење. Така да, некои работи се многу изменети, али да, овој дом на култура буди спомени, да, од детството. Добро, спомените се тие, апсолутно, ама некој викаат, ако може Диномер на стадион, можда може и Макфест. Па не, Макфест не е не е таков фестивал. Еве, например, и Греми која се прави, или Оскар го прават у сала за 3000 луѓе, така. А сите тие звезди што се таму си прават и на стадиони концерти која сами прават. Има друга интима, има друг дух, има друга душа, има малиот простор, така. Добро, ако се вратам назад на самите почетоци, доаѓаш од музичко семејство, твојот покоен татко за жал и мој пријател и еден од луѓето кои прв пат те препорача кога јас бев на врвот на кариерата во оваа работа, колку Тоде Јованов како твој татко ти ја определи животната определба, кариерата да се бавиш со музика? Така. Па знаеш како многу ми помогна, тоа е факт. Како се вика, иако тој се бавеше со сосема поинаква музика, тотално се бавеше со фолклор, со ново компоновани песни, нели? Така, ново создадена музика. Ново создадена народна музика. Никогаш не ми определуваше во кој стил јас треба да одам и да правам. Но сепак мислам дека децата секогаш сами ќе си го определат, па да немаш со сила. Има многу родители, знам, што ги форсираат во некое поле децата. Сине стани пејачка. Така.
ама ако детето сам го нема тоа во него, џабето ќе биде краткотрајно, можеби заради родителите ќе трае 2-3 години, али детето ќе порасне. Така да пак ќе речем, јас сум се определил дека сакам да сум во музичка индустрија, а нормално пошто поттекнував од музичко семејство и татко ми беше тогаш нели доста навлезен во тој бизнис и во оваа музичка индустрија и нормално многу ми помогна така да дојдам и до тебе, да ги имам првите интервјуа и емисии со тебе ставено. Види, јас гледајќи од овој агол и оваа временска дистанца, ни тоде ни ја не сме сгрешиле, ама и уште некој после Јован има, како се вика, само овој Ивајо се вика. Брат е еден од најпознатите, можеби најпознатиот млад продуцент и автор на аранжмани, па и на музика и на овој. Што е поразлично од Јован Јованов до Иван Јованов? Па види, ние поразлично малце помлад од мене. Не знам, музички зборувам, ние бевме секогаш во музиката заедно, иако малце покасно почнам, али дека беше помало. Купуваше фори од тебе? Да. Не купуваше и учеше многу работа. Така добро, така се вика. Ој, како се вика, јас кога бев доста актуелен и како пејач и како менаџер, он и во некои песни учествуваше како коаранжер или коавтор или било што. Така да он го знаеше и целиот процес и сето тоа како функционира и како ја функционирав, нели, наоѓајќи нови пејачи и ги подпишував. Секогаш он се осеќаше, јас барем така мислам, некако лично сум малце по агресивно доминантен, така сакам нешто да успеам. Малку поповлечен, а? Он е малце поповлечен и он некако му треба простор да му даеш, нема прв да грабне, треба да му кажеш повели грабне, знаеш. И ова како се вика, и мислам дека награбна шансата, гледам дека на голем дел од овие новите дечки и девојки точно. Јас сум многу задоволен од неговата работа. И искрено ми е жал што татко ми не го виде тоа, знаеш. Како да кажем, брат ми, кога ја многу функционирав и кога бев вакво секогаш осеќав дека татко ми секогаш му викаш него и ти треба, знаеш, и гледаш брат ти како прави. И мислам дека со самото му еселење ја му го дав тој простор да се он како оформи како своја личност, да не биде дека бато е тука. Дека брат му го шлепа. Туку самиот дека се избори за шанс. И јас да си каже, јас разбирам музиката, ја можам. И со тоа што татко ми кога почне во 2011, јас после 2 години заминав, он, не знам кога заминав, јас тоа што моје студио што го имам, викам, еве ти го оставам и дури фирмата тогаш го ставив управителната и викам, сега викам, мораш овие работи да ги продолжиш, зашто викам првите 2-3 години додека живеам во Лос Анџелес, викам, па после нели се први во Торонто, викам, јас ќе ми требаат се уште пари од Македонија, таму нема да заработувам. Значи викам, сега од тебе зависи дека ние пак ќе договараме пејачи, пак ќе правиме песни заедно, ама бате работи и праќај се, вика тоа. Да, ама ти си тој што ќе треба да држиш работата во свој раце, значи ти си тој што вако, и он буквално сериозно си ја свати работата и првите неколку години буквално работеше на сите проекти, работевме ја од таму он тука и моите финансиски средства беа од Македонија 100% и во Канада и вако. После тоа од кога јас таму се осамостолив, он после си продолжи сам, си направи своја продукција, но ја свати работата многу сериозно и тоа го направи појак и многу подобар работник и продуцент и многу сум горд што. Така, значи од поговорката брат барата не рани тешко кој го нема, првото не важи, а второто важи тешко кој го нема. Кажи ми, од овој агол гледано, магија и победата на Макфести беше катапултот што направи Јован Јованов да биде подоцна тоа што е, или мислиш дека имало и после тоа други моменти, тоа било само... Па ја мислам дека имало и други моменти, пошто успехот на магија ја го дочекав, како се вика, неспремно. Го дочекав неочекувано, нели, имав 16 години тогаш кога
Сам кажа на пресот предходната година предпоследен. Да, кога бев прв пат, кога бев предпоследен, последната година дојдовме, победивме и некако очекав не сега. Не мислам дека јас искористив многу во однос на кариера, во однос на финанси, во однос на со првиот мој успех. Мислам дека поише беше тоа така наивно, некако низ рака и не знаеш што ти се случува. Работиш песни, станал популарен, група ја бара, не знаеш дали треба концерт да правиш, дали не. Се ти е каша. Сега, после неколку години од кога заврши там магија, од кога јас отворив официјално 2001-2002 моје студио, пошто со магија снимавме ке Дарко Димитров, кога отворив моје студио и кога почнам да работам на моја кариера како продуцент, како композитор, како изведувач, може би да речем втори 5 минути ми беа кога дојде Евровизија со Тоше и тука тоа ме малце воздигна како автор, како значи не било случајно успехот со магија и тие песни, како дека дечкото си продолжи да работи без магија, нели создава. Ама тоа го дочекав малце повеќе спремен, нели? Иако имаше многу контроверзија околу таа песна, Тоше помина така како што помина, иако сметам дека каква песна и да имаше Тоше немаше да помине заради многу други околности кои ги знаеме на Евровизија, ама тоа е друга приказна. Имаше контроверзија околу домашниот избор. Едни се жалеа дека не било до песната, било до начинот на гласање. Едни други велеа има тука, како се вели, задкулисни игри, некои пет тикеци, така натаму. Од денешен аспект, доволно ли добра беше песната? Па, не можеш да судиш некоја песна што е 22 години стара. Можеш бе, легната е ко старо вино. Да, имаше таа песна некоја друга цел. Ја таа која правев за мене, правев малце по R&B ритам. Не ја правев со македонски мелос, не ми беше тоа мене. Тоа ше е друг тип, друг тип. Значи ја правев повеќе да се пее со Знаеш, во моментот кога беше Джастин Тимберлейк, значи се пееше поише на фалсети, значи со фалсети ја пеев ја на демото, не ја пеев, со полн вокал, со полн вокал, ми беше идејата друга. Татко ми ме натера таа да пратам на конкурсот. Ја не сакав да учествувам на конкурсот. Гледаш што е, како се вика, инстинкт на стар волк. Да, така е. Ја искрено мислев таа од некој друг стил да ја правам. И он вика, оваа песна има конкурс за Тоше, не зашто не ја пратиш. Вика, ова не е за него. Вика, па добро, но друг стил ке си ја испеам. Вика, песнава има добар референ, значи интересна е, има тој. И така после нели се преработи Лилија нарача нов аранжман, малце отиде у тотално друга насока. Непрепознатлива, колку избега од ваквото? Ја направија од едно сосема друго или малку? Види, ти знаеш и на иста песна кога ќе направиш нов аранжман или кога ќе подсмениш, веќе е друга слика, а не па некоја што не си ја слушнала така да. Така да се подсмени. Генерално таа беше можеби најпевливата и најлесната од таа компетиција тогаш и затоа ја освои публиката на прво слушање. Таа беше најлесна прво слушање, Ангел си ти. И беше лесна да се запомти, а обично фестивал секогаш победуваат песните кои се добри на прво слушање. Тие што се на трето, четврто, обично стануваат отпосле неколку месеци онака, и таа е добра ствар. Значи треба неколку пати. После години стануваат евергрини. Стануваат и евергрини, точно. Знаеш, на Макфест колку песни не победиле, да не се пеат, а колку победиле никој не ги знае. Да, така да не можам, ја можам само да кажам за Евровизија, за што се однесува за мене. Ја никогаш не сум имал простор, иако сум бил два пати со мои песни, еднаш имав дел од аранжман бев од песната на Владко Илиевски. Иако сум бил, никогаш не сум имал шанса, например, кој што имал, речеме, Дарко Димитров или некој друг, кај што му нарачале, па каква сакаш ти таква? Таква песна. Јас секогаш, например, за Next Time... Секогаш можеш да се бориш за својот дел од колачот, така? Да, ја, например, која правев а не ти надоа готова торта. Така, да. И ја кога правев на Next Time, таа песна не беше за Евровизија, ја им правев албум со 13 песни, и една од песните. И они од тие си рекоа, ај оваа да пратиме на конкурсот, па приме, па на крај победија. Значи не била наменска. Јас, например, пратев многу странска музика и моите сваќања каква песна ние сме требали од 2004, 5, 6 да имаме, било
подругачие него тоа што и сум направил. Каква треба 2007 ќе одиме на Евровизија? 2006 рекоа нема? 27, пардон. Па ќе видиме, еве јас многу се дружам со Бобијан Донов и се дружевме во Холивуд дека живеев, и ја мислам дека он е добра шанса за Македонија, зашто стварно спее светски, има добар вокал, ама јас би рекол дека треба да име со англиска песна, иако многу сега нешто почнаа на своји јазици да си пеат, сепак мислам дека тржиштето не е премало ние сега да... Добро јазикот, ама да зборувам стилски. Па стилски треба да иде како све што е моментално тренди, што се случува, да. Ама нешто трендовиве се повторуваат, нема нешто вау ново. Нема вау ново, ама треба... Кога ќе слушам нова песна ми звучи као на моје време од Дюран и оние таквите soft sell. Да ти кажам искрено, моментално може да очекуваш све дека ќе помине. Не е како порано, ајде сите R&B правиме, па ајде сите хип-хоп, па ајде денс, не. Сега можеш и шлагер да е Бруно Марс и Леди Гага, оној шлагерот што го избација сега тој. Значи шлагерот 80-90 нема логика. Сега може буквално се да помине, но сепак треба да звучи по-амерички, зашто цела Европа е... Значи треба да нема Евровизија според тебе? Треба, зашто не треба да? Оти не учествуваме неколку години мислам поред. дека е жално зашто не учествуваме. Не треба да си го фаќаме тоа ништо лично, кој што да кажал си, него тоа е добра презентација, исто како што и во фудбал губиме 100 пати, и во кошарка сме губеле. Више не губиме во фудбал. Не, скути проигравме. Така, ама сме губеле многу пати и не сме се ни пласирале, што се многу пати на... Копров вели, доволно е името да ти се спомне, да ти се види знамето и представникот, и јазикот да ти се чуе. Ако одиме со десетици спортови на било каква светска или европско првенство, зашто не идеме и со музика, бар на едно. Така да нема логика тоа. Не знам зашто со музиката толку народот емотивно го мисли, не се пласира, не треба да одиме. Па онда ајде да не одиме на еден спорт, знаеш, мислам, зашто треба да одиме и тоа искуство, со тоа така учат артистите и авторите и сите што ќе се цела екипа. И светот не дознава така на крај на краиштата. Да. И не се знае зашто може. Некогаш може би Тамара добро се пласираш, значи малце фалеше. Малку фалеше. Значи можеби она вела според жириото барем гласовите дека победила, така барем свативме. Од Англија она имавме прво 10 во животот од Велика Британија, тоа беше стварно добро за Македонија да даде UK 10 поени, сега 6 милиарди, тоа така оди после. Па добро, па така мислам секој успех и мислам дека треба да продолжиме, да им се даде на нови екипи, нови автори, нови пејачи, па не се знае. Добро, кога сме кај Евровизија, некој велат Евровизија го избрка Јован Јованов од Македонија, мораше да се собере и да бега. Беше Евровизија, не. Заради оној скандал и она афера со телевутингот, гласовите, апсења полиција и така натаму. Па види, тоа беше многу смешна една акција кај што после тоа немаше никакво. Кој му го смести на Јован Јованов, ајде вака да бидам брутално? Не го смести, тоа беше повеќе групи, 5 души таму, повеќе луѓе кои ваквото. Значи тоа беше у ужи круг на муавет со Сашо Мјалков. Така. Кој што некој му кажал, тоа фестивалите некој ви ги мести проверете, и него толку му требаше утре дето да прати акција. Ја бев заминат во Ти веќе беше заминат. Да, месец дена пред тоа. Најсмешното беше пошто они пробале да ме лоцираат вечерта. И од кога другите ги преслушувале, прашале кај Јован. И тој еден од инспекторите... Некои тврдат доаѓале да те апсат и те апселе. Си бил на како сега на како се вели на информативен разговор. Да, информативен. Не, никогаш никој не ми се јави ниту едно обвинителство, ништо. Не зборам за полиција. Да, за полицијата, него тие што ги викнале на разговор, ги запрашале да знаете, не можевме да го лоцираме и после тоа некој ми рекол не у Македонија. Елвир Кристијан, не знам кој. Да, и не у Македонија и ги провериле на компјутер, рекле стварно го им излезе на преден месец, така да сабајлето одма има... Не тоа псијако Боки првиот пат од кога се враќаше од Америка во Македонија. На граница, на аеродром ствари. Знаеш што беше најсмешното у таа ситуација, што мислам луѓе од него знаат? Они, знаеш, у тој момент таа екипа
на власт што беше со Сашо на да речеме начело тие разузнавачки служби. Најсмешното беше у тој момент што они беа многу конфидент за све. Разбираш, демек сега правиме акции, мора тоа да е така, разбираш, а не значи дека се та. И се што не се. Они си имале план дека тој и Јован Иванов меѓу тие треба ние да ги видиме дали прават нешто. А за Јован важи близок до власта тогаш или до владата. Да. Ја почни од своите, така се вика. Да, нема они гајле тоа, ако некој чујат одма праќаат акција, такви беа моментот. Твој, мој, свој небитно. Не, да, иако важело тоа така, ова како се вика. Немаше ти пратат, ништо немаше да се случи. Да, немаше да беше да идеа по врски не би требало. Али нема веза. И што беше и са они си имале у список кој треба, нели, да ги проверат дали стварно прават нешто или не прават. И са бајлето на пресконференцијата кој беше портпарол, тогаш заборев на МВР, и му има и он сиде со информацијата од вчера. Дека кои се уапсени. И он не знае дека у текот на ноќта полицијата сватила дека дека ти не си тука. Јас сум во Америка веќе месеци нешто заминат и дека јас сум тргнат од таа листа на. Мислам дека Иво беше портпарол, ако добро. Па не ми текна како беше. И он пак си најавува, алудира на мене дека композитор ваму таму не врски. После вечерта излегува со друга информација дека уствари Јован више нема да биде на распис зашто не е во државата. Па ти не можеш да го распитаат, не тука. Може на Вибер да се јават. Знам дека си ти кога вика мало работа. Не, како беше смешна беше информацијата пренесена и некој пренесел дека се работи за компјутерски криминал. Така да сите наведени кога ги викнаа на разговор, ги праша кај ви се компјутерите, какви компјутери, они мислеле некој хакери сега и префрлаат, да, мислам. Значи, да ти кажам, многу не направија многу јаки човече, дека ние можеме Телеком и T-Mobile и сите тие оператори. Вие кога може од Велес Трам да победи, можев да и вие што да не. Па види, тоа време не ги знаев тие од Велес, но ги не ангажиравме. Види, ама да бидеме објективни, сепак се калкулираше со телевутингот, што не беше недозволено. Картички ти можеше да имаш колку сакаш. Цела естрада го правеше тоа. Јас фатив еден фестивал кога тоа се гласаше пред да заминам и кај што знаев дека го правевте сега, да не се лажеме. И кај што видов дека многу се замараат тоа да собираат сега пријатели, другари, колку имаш ти броја едва, да собираат да гласаат, наместо да се занимаваат за Ѓоко Таниски тврдеа дека на тој начин му ја украде победата на кој беше. Не памтам која година тоа. Тоа беше. Јас ја имам силата. Тоа беше 2008, да. Па да, стално имаше кога се работеше телевотинг, значи не само таа година, уназад 8 години, кога почна со телевотинг, кога почна 2005-2006 со телевотинг. Ако не е нешто пред тоа, ама добро, од прилика така нека. Од тие години секоја година имаше дека се собирале луѓе, гласале, луѓе купувале картички. Ма не беше нелегално да си купиш ти не беше 50 картички и да се гласаш? Па не беше нелегално да соберам јас сега 50 другари и да се собереме да гледаме Евровизија и да гласаме. И тоа не е легално. Тоа не е нелегално. Не е нелегално, мислам, мене ми беше контраверзно као ни го викаат организиран криминал, као го викаат. Сега, пази, организиран криминал е ако собереш друштво, например 20, 30, 50 души и гласате за некоја песна, ама ако одиш по куќа и организираш да ти гласаат за избори, онда тоа не е организирано. Што е тоа? Тоа сите се организираат, така штабови прават секој. Не им текнало телевутинг за избори да направат. Да, може боље ќе биде. Тогаш ќе се договориме со овие од Велес. И ќе победи некој. Зошто мораш да заминеш од Македонија надвор од овие Да, надвор од тие, да, пошто јас пред тоа имав план. Што те повлече? Мислиш дека тука толку е овој плафон, немам што да правам, што требаше да направив, да пробам надвор. Имаше муавиде дека сакаш да го, па и сам зборуваше во некој интервју, ако добро паметам, дека сакаш да пробаш надвор, ја можам да режирам и надвор и спотови и песни да правам и така натаму. Па долги години ја сакав да заминам. И кога стигна таму виде дека не е така. Па не видов дека не е така. Значи пак работев ја со музика овие години, дека сменив професија, станав нешто друго, него јас сакав да работам таму зашто осеќав дека тука кругот е мал.
Знаеш, што сите пејачи веќе сум направил песна и пак со истите до година, ќе се појави некој ново дете ту и таму. Почне да се повторуваме. Така, почне да се повтараме и веќе сите пак на Јован песна, пак на Јован Изведувачов, пак на Јован она. Сега викаат пак Јован на Макфест и Лани беше и и прехлани. Па така е, знаеш, кога е мала местото и тие што се неколку луѓе, да речеме, поамбициозни и повише сакаат да работат, од секаде се на секое, што се вика, на секоја емисија или секој настан. И малце бев презаситен, значи заминување од Македонија не се реша преку ноќ, така да јас заминав тогаш што викаш од тој момент, ама јас тоа сум го планирал со години, па сум аплицирал за виза, па да добиеш виза, че тоа било со месеци процес. И зашто не остана во Америка, се префрли во Канада? Не останав зашто ја во Америка имав студентска виза на лимитирано траење. Јас пошто беше тешко за Америка виза, морав да се упишам на уште еден факултет и бев за саунд инженер, значи студирав и во Канада можеш да аплицираш директно за иселеничка. Има програма, ако они мислат дека ваков профил на човек им треба, те прифаќаат со фамилијата, знаеш. И во моментот кога аплицирав за Канада, ја бев во Америка, но во Америка не можев да останам, не сакав да останам илегално, него сакав да имам статус. И онда Канада ја одбрав како најблиска држава што е до Америка. Да ти кажам, многу ми драго што заминав, зашто ако не отидев, цел живот ќе се каев зашто не сум направил тоа. Така, видов како е животот и во Холивуд, видов како функционира музичката индустрија, направи студио после во Торонто. Свати дека е тешко да се успее. Види, и тешко, ама и не е тешко да се успее. Него едноставно треба си на време таму растен. Јас тоа го сватим. Пошто сега замисли во овие години, јас кога решив да се замисли да е црнец и да проба да прави народна музика во Македонија. Да. Па и тоа е. И знаеш што е многу интересно кога се работи. Музичката индустрија се смени задниве 10 години многу. Например, до 2012-13 година некаде и сите продуцентски куќи како што потпишуваа артисти да им бидат вако потпишуваа така и продуценти и композитори во нивната екипа. Значи ако сакам јас сега например да правам песна за Джастин Бибер или некој, ја морам да сум иста продуцентска куќа. Например, онакој во Capital, ја треба да сум во Capital и тогаш можам да му пуштам демо, а он ќе ги слуша бидејќи сум веќе потпишан кај нив. Ако сум вака. После од кога се појавува интернетот јако и Spotify и сето ова, се менја индустријата. Праќа кој кому стигне. Така, и они викаат више не потпишуваме, не ни се исплати да финансираме у автори, праќајте. Па што е, добро ќе ја платиме. Да, ама стасуваат илјадници, стигат милиони, не илјадници. Треба да имаш многу голема препорака за да рече тај слушни оваа песна. Знаеш, и ако слушнеш да дојдеш на ред да чујат, така мали да. И тука се смени малце индустријата сама, почна оние битмейкери со многу програми лесно да прават битови, тие деца штампаат дома и само праќаат. Ја не можам со нив да се водам, они по 16. Ако не можеш ти овие од типот на постарава генерација, не можеш да уклучат компјутер. И многу работи се смени, а фактички одној сон ја што сум го имал кога сум бил млад, дека сакам еден ден тоа ми е сонот, тој више не постои. Таква работа не постои више во музичката индустрија, многу е сменет. Затоа и задниве 15 години ние нови звезди немаме многу. Тие што ги памтиме задња генерација како Джастин Бибер, како Ариана Гранде, тие се све од 2008, 9, 10. Значи задниве 10 години ради што е расплинато по интернет, по YouTube, по сите овие социјални медии, има толку многу нови артисти, ама нема оние ради телевизиите и радијата што сега не се пресудни, ги нема оние главнина што да направат нови звезди. У моје време викаа видео Kill the Radio Star, кога се појаваше MTV, веќе умре MTV. Сега интернет Kill the Video Stars. Да, Video Star. Мислиш дека YouTube-от уби се? Ја расплени музиката. Не е стационе. Порано ако имало музички уредници телевизија, бирале. И ти си бирал. Ке ти дојдат 100 демоа, ке речеш овие се добри, овие кидат на телевизија. Тие кога кидат на телевизија, ке стануват поголеми звезди, пошто све е насочено таму. Сега, секој става спот, имаме отворен медиум, илјадници спотови на ден, по 100.000 песни на Spotify дневно излагале. И сега, што да слушаш? Да сега проклета можност на избор. Така, премногу и затоа немаме големи
имиња на музички звезди, моментално ретки седи. Па еве во Македонија веќе задниве 15 години колку нови имиња се големи. Се уште старите полнат сали или концерти прават. Тоа ти кажам, еве јас сега не сум пеел новите на YouTube само и толку. Ја не сум пеел 15 години, ама осеќам во енергијата дека многу ми викаат леле дај врати се. Тоа сакам да ти кажам, дали YouTube ќе убие музиката дефинитивно? Нема да убие, само ја расплини. Ама ете YouTube не е више пресуден медиум во Америка и Канада. Сега е Spotify. Значи, веше луѓето не сакаат да гледат видеа, видеата многу слабо се гледаат. Немаат децава, немаат концентрација да гледаат 3 минути песна. Само на Reels им е доволно и на TikTok, да го научат рефренот. Добро, ама затоа сакаат реалити да гледаат по 3 сата. Така и да скролаат и тоа. Ма не гледаат и тоа, гледаат само исечоци кои ги постираш на TikTok. Така да не ги интересира најексплицитните моменти. Да, најексплицитните моменти и во песната, само рефренот ки некој дел од музиката и на тие сите ќе направат денсарица ќе играат на тоа и тоа. Некој тврдеше дека за 10 години музиката ќе трае како реклама од 20 до 30 секунди, толку ќе бидат песните. Па на таму иде. Сега шортсот на YouTube ќе биде погледан него исто како Reels на интернет, на Instagram, колку е 1 минута. Да, и помалку, али значи имаш песни кои ги постираш, Ланин Макфес, што некои песни, на пример на Reels има 75.000 views, на YouTube цело видео 15. Тоа значи кратката верзија поише би сакале да гледаат него цела песна. Само да видат рефренот, така добро, интересно, ќе чекаш еднаш да чујам, толку секој ден ново изгледа, нема време да се сконцентрирам. Феномените као Паја Килар по милиони. Да, се појавуваат и такви, пак ќе речам, таа песна е една од ретките што стана малце по глобален хит, не само Македонија, од Македонија само 10% се вјузевите на интернет. Така да сето тоа е од Србија, Хрватска, Босна, Бугарија и околните. Поштено, таму нема в телевутинг, нема место. Нема место и таму има пари. Така да новиве звезди, да речеме, што се вакво, заработуваат пари од views и од streams, од Spotify многу заработуваат повеќе, него ние на времето ќе пуштиме песна, ако немаш настап, немаш денар. А они имаат секој месец пари. На милион views на Spotify имаш $5,000. Свати дека од музика многу не се заработува, па се сврте на еден друг бизнис. Знам дека во Канада и сам си ми кажал, ама знам и од други дека имаш едно, верувам и на второ работиш големо фотографско студио, каде што фотографирате се, од Крисмас до свадби, така ли го доаѓа? И онде овие на свадби што се најмногу заработуваат, тие што свират и тие што сликаат. Така е, да. Овие вака што снимаат подкасти како господинот од другата страна, на платичка. Како се вика, па добро ни тргна студиото во Канада, ти кажам, неочекувано. Мојата прва идеја беше да само да отвориме рентал како за рентање. Да се направат добри студија со позадини само да ги ренташ. И мојата бивша жена се уклучи тоа и она го направи тој креативен осврт на мојата првична идеја, реков ај вако студија, она го направи тоа и некако ја подигна целата таа работа со трудните жени, со фамилиите. И така почнавме, она почна слика, ја почнав, после вработивме и други сликари. Се сте ортаци? Ортаци сме во тој, ако сме бивши, сме ортаци. Бивши во љубовта, ортаци во бизнисот, така му доаѓа. Да, така е, имаме 12 вработени, значи 12 плати една месечно. Па ти фабрика си станал. Така да штанц машина, така да мислам тоа ни направи нешто ете неочекувано, она беше во тотално друга професија, она беше за како се вика заштита животна средина, нешто environment инженер, нешто тоа. И ете како заеднички бизнис ни успеа. И сега за сега добро, може да се почне. Дури имавме и понуда некој да ни го откупи, поголема компанија сакаше да ни го откупи. Велат кога си на врвот се продаа, чекај сега билдај го уште. Па да ти кажам, во Торонто можам да кажам сме едно од најпознатите за такви работи, за трудници и за бебиња. Добро. Која е формулата
да успееш во бизнисот, а кај е грешката да не успее бракот, да речем? Па нема грешка да не успее бракот, тоа има грешка која направиш. Да, ако некој реши да направи грешка, и може да си го не излезне бракот. Но бракот е како заедница која може би еден ден едноставно луѓето ќе како беше твојот случај, тоа зборувам? Да, како ќе се заситат, како ќе се заситат друг. Кај ја и Николина на пример немавме проблем од типот на дека нешто дека требаше се караме за нешто или едно друго, него едноставно ја изгубивме онаја исчезна магијата сега. Магијата во љубовта. Така, а вака она ми одговараше многу како бизнис партнер. Како другар, знаеш, она е многу другарчина е таква. И ова како се вика и пошто бевме разумни, на почетокот ова стварно не ни иде, дај си бркаме работа нешна страна, него да се преправаме дека иде, да почнеме од страна, па ој фатил, па се наљутил, па како се вика, да има крај отколку ужас без крај. Така, колку да нема крај да е ужас. Значи, јас многу бракови знам и во Македонија што функционираат, а не знам како функционираат, зашто знам... Ѓомити се вика тоа. Да, зашто знам дека ниту се, мислам, на љубовно сакаат и она боле да го пресечеш тоа да некој велат, знаеш, заради децата, заради ова ти имаш прекрасна керка. Нема везе заради децата, тоа е немаат муда. Така. Значи, не сечи болс. Така што тоа е тоа. Да, веројатно треба и храбро се да се решиш. Храброст се. Мислам ти храбро се врска да имаш 3 месеци па да ја кажеш слушај, не го гледаш и избегаваш, а не па да имаш брак со години така. Добро, и не само брак, имаш, знаеш, дете за кое како ќе ги разбере тие релации. Точно, види, нормално дека на секое дете му е сонот мајката и таткото да се заедно, така тоа е. Но растеме во време кај што гледаме многу разводи и децата, мислам дека ја пошто гледам во Канада секој втор таму више вако, мислам дека пресудно е сега дали пред децата вие сте скарани или не сте. Ако не сте, детето е многу помирно, а ако сте, онда е по-друго. На крајот на криштата, ако и едниот и другиот се грижи рамномерно за детето и ако релациите се релаксирани, така. Љубовта детето и не може да ја ти му ја даваш љубовта, предпоставувам. Така. Кога сме кај децата, колку години напуни керката? 13. Значи, на таа возраст ти почна до МТВ да чукаш на врата. Има ли, така, на моја емисија да доаѓаш. Има ли трето колено, што би рекли? Па не знам, она е музикална, ама мислам дека нема да иде во музичка индустрија. Не интересира, поише интересира архитектура, дизајни, чита многу, сака да пишува книги. Паметно дете. Не дека ќе биде пејачка. Сака да играе, гледам го прави исто тоа што ќе да е на мајката. Шала настроена сад исповеш. Не, тоа се добро. Значи, ја гледам што прави да ги прави не работи, јас сум ги правил кога дете кога гледав спотови на интернет и она ги играм кореографии, се она игра тоа дома кореографии, но мислам дека поише го сака, не е лично што би сакал на сцена. Не ти рекла тато да ја напред песна? Не сака, не. Сака она да е позади, не сака да е напред, мислам. Ке видиме, не знам. Се менјаат луѓето, некојаш почињаат некој на 20 некои години да се занимаваат. Така. Какви ти се релациите со другарите овие кои остана овде, а некои не ни остана, исто замина? Да, па се дружиме со сите, со Елвир исто се дружиме, сега беше во Македонија, он стално кога доаѓа од Сараево, прави една недела зима од работа и доаѓа да ме види. Ете, неколку песни снимивме, сакаме да пуштиме нешто за стари добри времиња по некоја песна. Некако магија ми даде тогаш поттик, да ти кажам, нели пајак тогаш ме натера. Дојди и ја реков ајде, ремейк да направите. Ама последна година некако помина песната повторно, многу пораки дојдов и на социјални мрежи. Сигаш да се вратам ја на ова сцена. Зашто не зад микс пултот тука, од другата страна. Па ми фали малце, не ми фали толку оние менаџерски работи што ги правев, ми фали повеќе така од време на време да настапам, нешто се случи, да имам таа малце енергија.
Така да работам на неколку песни, сакам да пуштиме со Елвир и така чисто ето да одбележиме после 15 години пауза од пеење. Так. Доаѓаш од време на време Македонија по потреба, што би рекле. Ќе биде немаме фотели, ама ова е како се вели спомнати за овој од градоначалникот и да подреновираат малку ова. Па не знам некој не, до ствари треба домо да најде, не знам како иде тоа. Фондови или па домот е под градот. Така. Нема друго. Или под Министерство култура, не знам, мислам дека е. Мислам беше под Министерство за култура. Сега не знам како е, ама и едниот и другиот. Иван Љутков, слушајте, гледајте, да клучме и скинјавме овде, не оди вака. Друго ми муабетот, би се вратил ли за секогаш? Па мислам дека се уште не сум спремен да се вратам за секогаш. Мислам дека ќе... А ти за пензија само? Веројатно така поиша. Мислам дека вака седам подолго тука, има работи што ми фала таму, ако сум таму има работи што ми фала тука. Да, таму нема ѓубре толку како што има кај нас. Тоа посебно. Тоа посебно шок. Сега не е толку топличко како овде, речи си ноември дојдовме, надвор 22 степена, ама како е зимата? Чистите снег? Па, чистат, многу се организирани, многу чистат. Велат, ако не се го исчистиш, ќе ти го исчистат, ама сметка ќе ти да ја направи. Да, така, да чистат све и тротоари. Нема многу снег како на времето што имало. Мислам дека се смени и климата. Се смени и климата, ама поорганизирано е. Така да има многу работи што ми фалат у мене. Најидеално би било, јас барем 2 пати годишно доаѓам во Македонија, да речеме 2 месеци на есен, 2 на пролет. Тоа би било најдеално. Значи, пола година ваму, пола година таму, горе-доле. Да, зимата таму поише да сакам у Торонто, пошто не ми е толку ладно, секаде е топло. А има снег, че можеш нешко да правиме, овде ни снег не паѓа веќе. Нема овде дека загадено, така да зимата таму поише да сакам и летото таму поише. Торонто е одлично летно време. Одлична температура, не ти онака жештина, нема пекол, али затоа Македонија пролета од март до мај и есента, септември, октомври, ноември е одлична, така да ако направам таа компензација да можам да си дозволам, онда вело тоа. Така. Спомна клинците цело време стојат на ваква, користат нови технологии. Најнову технологијата у суштина е вештачката интелигенција. Да. Мислиш ли дека ако не YouTube, дека вештачката интелигенција ќе нема да убие музиката, туку ќе ги убие композиторите? Па да, ќе ги убие композиторите, тачно, мислам сега фигуративно, да. Но доброто е што ете Spotify и YouTube веќе имаат исто и вештачка интелигенција која препознава дека таа песна и нема да ги плаќаат тие песни. Значи нема се едно дете денеска да направи со вештачки интелигенција 15 песни, си ги закачи на Spotify и секој ден тоа да го прави и на ситно да си прави пари, нема. 700.000 песни се тргнати од Spotify заради вештачката интелигенција, а YouTube се уште не ги трга, него им вика ова нема да биде монетизирано, пошто е препознато. А доколку е грешка, треба да сабмитираш дека да се пожалиш, они да разгледаат подетално човекова, да речеме, човек. Добро, може да се поклопат човековата работа со работата на вештачката. Вештачката интелигенција на крајот на краиштата користи искуство од луѓето, така ли? Али сега за сега имаат добри системи да препознаваат и ако видат дека тој артист не постои како артист, веројатно сето тоа е конектирано, ако видат песна овој гледаат кој е артист и вештачката интелигенција го провери, ако нема тој Инстаграм, онда тој артист не постои, значи нешто измислено е. Некој измислил дека се вика така и направил дете некое. Добро, може и да има артисти и композитори кои користат вештачка интелигенција на крајот на краиштата да пријават кој своја песна. Види, не е битно дали во аранжман, да, точно, ама вокалот треба да е стварно од некој. Не, пошто ти можеш со вештачка интелигенција и вештачки artificial вокал да е тоа, да е некој пејач. И текстови пишуваат. И текстови, така да. Сега за сега ги препознаваат, како ќе биде во иднина не знам, него тоа е добар момент да не им се дава значи на ништо што е вештачки направено не од човек, да не му се дава авторски права и да не се дава вакво, да. Ќе има кражби, ќе има тужби, претпоставувам. Ние имавме добиено на конкурсот 2-3 со artificial вако песни, кои ни се свиѓаа мелодиите, ама после нарачавме нови аранжмани за да не биде
да не биде аранжманот од вештачка интелигенција. А аранжманите беа креирани со вештачка. Ја ги препознав. Како ги препозна? На едната сумњав, а на другата му се јавив после на аранжерот и викам... Дечко, дај ме поработи малку. Ја викам, песнава, викам, ти е од Суно. И викам, дај ми канали, вика, да, од Суно ми, викам, добро, викам, не е проблем, викам, ке си нарачам аранжман, ке си направи некој, за да не биде така. Така да, ке има поише. Само треба луѓето, тие што и ќе се во таа комисија, да го разбираат тоа. Да се вратиме, да закружиме приказната со Макфест. 40 години. Верувам дека е некаков врв и плафон достигнат. Каков треба да биде следниот Макфест, да речеме, или Макфест за 10 години? Макфест за 10 години. Па, тоа е многу далеко, многу се брзо менја времето. Мислам дека треба да трае Макфест малце подолго него еден викенд. Така. Мислам дека треба новите звезди да се бираат по пат на оние шоуа, како IDJ TV, како Idol, за да добијат некоја поголема популарност и не само еден викенд. Мислам дека треба... Макфест шоу може се. Па да, може се, што мислам дека исто треба да поголема застапеност да имаме на сите социјални мрежи, платформи и поголема реклама таму за новата генерација да им го доближиме Макфест така добро како што на нас на времето ни го доближиле Макфест. Едно време имаше идеја да се префрли овде се тие условите, тоа е капацитет да се префрли во Скопје. Би било добро или би било погубно? Па мислам дека овој фестивал од Штип и собственик е општина Штип, така да мислам дека нема логика да се пребацува во Скопје. Само мислам дека треба да се насочи самата реклама и платформа, затоа реков поише се користи да низ цела Македонија, да не биде као локален, као што е се Пастремелијадата, знаеме дека е локална манифестација и е тука. Мислам дека треба да се посвети поише, затоа ги кажувам сите овие социјални мрежи и медиуми, интернет медиуми, треба да е застапен секаде, буквално ако овие недели ако отворам Инстаграм треба да излезе реклама за Макфест и на тој во Охрид и на тој во Битола. Се работи на маркетинг, така ли? Да се работи на поголем маркетинг, подобар пиар, поголем маркетинг. Да, поголем да се посвети, да се даде таму малце акцент, зашто во светот кога ги прават некои вакви манифестации, џабе ако имаш ти најголемите звезди, ако тоа не е изрекламирано, како да не било. Џабе се у магазин ако не го ставиш у излог. Да. Кога иде на пример Греми во Америка и во Канада, буквално знаеш дека тој месец е Греми, зашто кога иде отворам Facebook или вакво, Grammy Award, да стабува. Се качат на глава. Она ги се качат на глава. Тоа значи дека они треба у Торонто да продаат тикети за Лос Анџелес, ама сакаат сите, секоја возраст да знае дека е ова е месец на Греми, на награди, па да коментираат луѓето, па пак ти излага, па по социјални мрежи, па шерување, па активен си на социјални мрежи? Па не сум многу активен колку треба да бидам, веројатно ако сум повторно изведувач и пејач би требало да ставам повеќе видеа и поише стори и поише рилс. Јас ставам сеам така спортски колку да се стаи. Реда ради ставам, така, ама доколку би требало сега да пеам или да имам некоја настапен из Македонија, веројатно се треба бољи маркетинг исто и бољи пиар, така ли? Така, ќе морам да се активирам јас, да пуштам реклама и тоа е тоа. Сосема за крај, две работи. Планираш ли втор брак, број 1, или како велат, само будала два пати низ камен може да се сопне, така велат овие еднаш што се разведени. Значи планираш ли не реков дека значи, послушај ме, планираш ли втор брак и ако како композитор, како автор и како пејач, ако животот би ти бил песна, каква би била и како би се викал? Тоа е тешко прашање, тоа треба да мислам. Добро, ај прво одговори ми го. Па, види се со брак никош не се знае, моментално ја имам врска, имам девојка Тијана, ми се вика девојка ми. И наше дете претпоставувам. Не знам што ќе носи, значи иднината.
отворен сум за двете, и ако некој викаат, како што викаш, не се сопињани каме два пати, јас сум чул дека некој викаат втората жена се сака поише. Ето, е нова поговорка. Да. Види, жено нема да пробам, веруј ми. Мене ми е досна, ова е помлад од мене 20 години. Ова на тебе ти направи незгодно. Ова е помлад од мене 20 години, има, сега уште за малце. Така да тој поглед, не знам, ќе видиме, отворен сум за сите опции. Замисли да ти е животот песна, каква би било и како би имала наслов? Не знам. Веројатно би било на Forever Young. I wanna be forever young, да. Значи, па ето таа, да, добра е, сакам да сум секојаш млад. Тоа е тоа. Јован Јованов, ти благодарам што беше гостин во Ништо лично, одвои време ти одземавме од оваа работа на Макфест. Уште еден успешен Макфест и се надевам дека она што го предпочиташ и што го кажуваш дека во догледно време ќе биде осварено, па да имаме и многу посветски фестивал, иако ова за наши услови е сосема солидно и сосема добро, и толку се можностите. Не, точно, и општината се грижи колку може, и они гледаат напредок, дека нешто се случува поише, и драго им е, и така да, знаеш, ја посакувам да е уште подобар секоја година и подобар, ама место пастрмелијада или плюс пастрмелијада да имаме и Макфестијада. Да, има доста идеи, ќе видиме, тоа е така. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, ако бевме интересни, драго ми е дека е така. Слушнавте многу нови нешта, многу работи кои никогаш и никаде не сте ги слушнале, зашто знаете, никаде нема да слушнете ништо слично како овде во Ништо лично. Моја задоволство беше да разговарам со JJ, некогаш голема звезда, денес се уште звезда, само од другата страна на сцената, човек кој бил и автор, и композитор, човек кој работел на многу креативни работи во музичката индустрија, човекот кој и кога замина од Македонија не ја заборави, а Македонија има потреба од него стално да го увезе кога ја е потребен. Макфест знае тоа да го препознае и искористи. А вие ако умеевте да не препознаете, искористите го останатото време на себе својствен начин, креативен или рекреативен, ваш изборот, но кога се подкастите во прашање, не пропуштајте го овој избор. Вашиот домаќин Антонио Димитриевски, мојот и ваш денешен гостин Јован Јованов, и бидете тука, бидете така, се гледаме за 7 дена. Чао!